Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Мојсей, дали навистина си ти? Шалом. Арон, не ми се верува. Не сме се виделе 40 години. Браќата се прегрнале. Радоста им била голема. Бог имал задача за нив. Мојсей требало да ги изведе израелците од робството во Египет, а брат му требало да му помогне да го направи тоа. Требало да одат кај фараонот, кај тој ужасен владател. За тоа им била потребна голема храброст. Фараону, Господ, Бог на израелците ти вели, пушти ги моите луѓе да заминат. Господ, кој е тој? Не го познавам. И воопшто не планирам да ги пуштам израелците да заминат. Излегувајте одовде. Фараонот не сакал да го послуша Бог. Вие, мрзливци, вратете се на работа. Нема да добиете повеќе слама за правење тули. Најдете си ја сами. Но сепак, треба да направите изброј тули, како порано. Неразбирливо. Тогаш се било дури полошо од порано. Израелците го искарале Мојсей. Мојсей се молел. Господе, зошто ме испрати кај фараонот? Сега е полошо за нас од кога било досега. Не направи ништо за да го ослободиш твојот народ. Набрзо ќе видиш што ќе му направам на фараонот. Ќе го принудам да ве пушти да заминете. Тоа што го ветив, ќе го извршам. Ќе ве ослободам. Бог им испратил многу казни на египтјаните. Еднаш ја преобразил сета вода во реките во крв, но фараонот се уште не верувал. Фуј, потоа жаби ја покриле целата земја, дури влегли во креветот на фараонот. Потоа ужасно невреме со град ги уништила сите посеви. 3 дена била целосно темно, но сите овие чуда не го убедиле фараонот. Тој бил многу тврдоглав. Чудно е што овие казни воопшто не им наштетиле на израелците. Тогаш Бог ја објавил најлошата казна од сите. Уште една казна ќе дојде на фараонот и на Египет, а потоа ќе бидете слободни. Мојсей отишол кај фараонот последен пат. Вечерва Бог ќе помине низ египетската земја и најстариот син во секое семејство ќе умре. Дури и твојот син. Тогаш ќе знаеш дека израелците му служат на живиот Бог. Дали конечно фараонот го препознал ова? Ке дознаеш во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!